Почитувани, добар ден. Уште едно издание, и тоа петочно издание на Црвена линија, во кое што ќе говориме за следново. Градоначалничката Данила Арсовска вели: градот не бил во никогаш подобра финансиска кондиција. Ги решава сите напластени спорови, а нови не создава. За мостовите кажа дека ќе бидат пуштени. За едниот кога ќе се решат имотните спорови, а за другиот кога ќе биде безбеден за сообраќај. Кога слушате вакви изјави, дали ви е полесно додека сте заглавени во сообраќајниот хаос? Тоа некако изгледа како ќе разговараме денес со вас, а меѓу другото и ќе ве потсетам да не заследите секако на социјалните медиуми. Тука е Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме нашите теми, секако на Твитер и задолжително на Инстаграм. А зошто велам на Инстаграм? Со оглед на тоа што инстаграмче имаат секојдневно можност од страна на Црвена линија да дадат допринос во јавното мислење, односно во однос на тоа како одговарат и како гледаат на работите во однос на темите за кои што дискутираме. Па кога сме веќе кај Инстаграм, значи еве уште во овој момент заследете не и секако не заборавајте да дадете и денес одговор на нашето анкетно прашање. А како гласи нашето анкетно прашање? Сега во овој момент ќе ви покажам по заследувањето на Инстаграм, се разбира по оној клик заследи. Веднаш кликнете на Инстаграм стори, каде што еве и анкетното прашање ќе ве пресретне, а тоа е дали зелените тротинети ќе го решат проблемот со сообраќајниот хаос. Две опции за одговор, да и не, зависно од тоа како сметате дека треба да одговорите, кликнете на позицијата со одговора, а јас секако ќе потсетам дека резултатите редовно ги соопштуваме некаде по рекламите. Но со оглед на тоа што Црвена линија ја гледаат сите гледачи од целава земја, ќе потсетам дека особено ќе ни биде драго и задоволство да слушнеме како е состојбата во останатите градови. Дали можеби Скопјани треба да се чувствуваат едноставно дека се дел од она што се случува насекаде, или можеби другите градови поинаку се справуваат со и сообраќајниот хаос, се разбира комуналната хигиена и сето она што треба нели да представува еден прекрасен град за живење. Како и да е, знаете, патот до нас е многу едноставен, немаме сообраќајен хаос, тука имаме телефонски број 023070005, 5 линии активни, па се разбира, еве, иако темата е повеќе скопска, се разбира, останатите очекуваме со вас да направиме некаква паралела, па и да пренесете во Црвена линија каква е сушност состојбата и во останатите градови и делови од земјава. Ако имаме гледач, почнуваме веднаш со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден во Црвена линија. Добар ден, баба Роско Целорна. Како сте, баба Роска? Јас сум многу добра. Дојдов од болница и сакам да разговарам со тебе. А дали сме добро со оглед на тоа? Јас сум добра. Драго ми е дека сте добра. Ја поздравувам сите. Благодарам, ве поздравуваме и вие, па еве сега секундиве во Црвена линија да подсетиме дека зборуваме за генерално состојбата во која што се наоѓа градот Скопје. Вие сте од село Росоман. Еве, колку сте задоволни од состојбата таму? Не сум од Росоман, од Члегаво. И па како е таму? Јас сум од Члегаво, а живеам во село Орман. Село Урман. И како е во село Урман? Еве, како е во руралните средини? А ја не знам како е сега, зашто 13 дена бев во болница. Ама сега сте ни подобро. Подобро знам. А еве кога доаѓате во Скопје, например, како ви изгледа метрополата? Дали треба граѓаните, се разбира, да бидат опуштени и задоволни од состојбата во која што се наоѓа главниот град? Не сме задоволни, не. Тина, ве слушам. Слушај, другиот петок ја ќе кажам све у болница како е. Добро, тогаш ќе имаме во предвид еве да зборуваме за некоја тема со која што разбира ќе можете да го пренесете вашето лично искуство. Баба Роска, ќе потсетаме наш редовен гледач, а што се однесува до тоа, еве каде и да е, се разбира дури и кога
треба да се превземат мерки за незиното здравје, не пропушта да се вклучи во црвена линија и еве екипата и посакуваме што поскоро да се чувствува добро и повторно еве во петок да биде дел од некое ново издание на црвена линија. Но сепак кога зборуваме за главниот град, ќе зборуваме и за останатите градови низ земјава. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, овој хаос више не е ни хаос, ова е више хипокризија или како да кажеме, нешто страшно ова е, нешто хорор филм како у пепело да сме. Кога ќе влеземе у сообраќај со автомобилите или со автобус или било што. Ја да ти кажам искрено, избегавам да идам у периоди кога се шпицевите за идење на работа и враќање од работа у центарот на градот. Предржно идам до некоја приградска блиска населба да речеме, каде што и паркинг не се наплаќа и све. У гепек товарам велосипед и со велосипедчето цело Скопје си го преорувам. Све што ми треба, све што ми е интересно, ќе видам, ќе најдам, ќе купам или било што. Повторно велосипедчето во гепек и реквет за дома. Иначе ми е мрско да идам со кола, човече, на секој семафор више нема, ако не изгубиш 10-15 минути не си човек. Па со губење на овие мостовите, нарочито што го изгубивме овој Беласица, сме катанга више нема, неиздржливо е. Нема период на денот. А ви личи ли еве дека според градоначалничката Данила Арсовска градот не бил никогаш во подобра финансиска кондиција? Па мене не знам кој ги дава парите, да не ги заработува на некој сомнителен начин, па така ако имат така, нека ги пријави барем па. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Секако продолжете да не следите со оглед на тоа што и понатаму ќе се вклучуваат гледачи, па еве и оние се разбере, еве ги охрабруваме да ни пренесете. Дали можеби сте во град во кој што можеби Скопјани треба и да ви позавидат. Како да е, вие ќе ни откриете каква е состојбата во секој град низ земјава. Добар ден. Добар ден. Како е во Македонска Каменица? По поглед на сообраќај, комунална хигиена? Се е лошо. Се е оти гражалнико. Вкарамо до води. Сега ме изненади. Ова, Даниела, Арсовска. Дете ми, ја вика, ќе биде добра за гражалник. Кора никто не биде одна. Кад се би изал Скопје. Изал. Јас мислам дека ќе беше многу добра. Но не се случи тоа. Не се случи. Јас мислам, тоа ти не пише познато. Един поздрав. Благодарам многу, бидете поздравени и вие. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Како и да е, еве ќе потсетиме за што ќе зборуваме денес. Ќе потсетам дека градоначалничката Данила Арсовска изјави дека градот Скопје не бил никогаш во подобра финансиска кондиција. Според неја се решаваат сите напластени спорови, а нови не се создаваат. За мостовите се кажа дека ќе бидат пуштени, за едниот кога ќе се решат имотните спорови, а за другиот кога ќе биде безбеден за сообраќај. И сега прашуваме, кога се слушаат ваквите изјави од страна на мајката на градот, дали ви едноставно полесно кога ќе се најдете во сообраќајниот хаос или метеж, и еве што е она што вие можеби сметате дека треба подхитно, еве слободно ќе кажеме, во главниот град да се смени, да се намали сообраќајниот хаос, оглед на тоа што еве се овозможува, ќе потсетиме дека од неодамна се активни низ скопските улици и тротинетите со кои што можат граѓаните, се разбира, брзо и ефикасно да стигнат до саканата цел и воедно без да ја загадуваат животната средина. Но тука е секако и моментот каде што треба да се напомене за комуналната хигиена, за се она што сметате дека една метропола заслужува да го има. Но и останатите гледачи се разбира, живеете секој во некој од градовите во земјава, па би ни било особено драго да слушнеме како е во останатите градови по однос на овие прашања, во однос на сообраќајен хаос, во однос на превоз, во однос на комунална хигиена
Значи целоскупното живење во еден град. Ако имаме гледачи, јас ќе потсетам, еве, ќе искористам можноста дека имаме и 5 активни линии, 0230700005 е бројот кој што го вртите. А штом го завртите бројот, не заборавајте дека треба и веднаш да го намалите тонот на телевизорот. Тоа правило останува непроменето и секако задолжително, за да зборуваме само преку слушалка. Дали имаме гледач? Добар ден. Добро, доколку немаме гледач во моментот, а верувам дека скопјани имаат многу што да кажат особено на темата, но и останатите кои што еве ни дошле на гости во Скопје, па можете и да направите некаква паралела со градот во кој што живеете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, добар ден. Добар ден, секој е добро, во црвена линија сте. Од Крива Паланка се јавуваме. Како е во Крива Паланка во однос на оваа проблематика? Во Крива Паланка е, како да ви кажеме, изврсно. Благодарение на младиот градоначалник. Дали сте се уште на линија? Намалете го тонот на телевизорот. Се уште на линија, многу добро со младиот градоначалник Саше Митовски. Голема благодарност до него, тој. Намалете го тонот на телевизорот, затоа и ви доцни звукот. Да зборуваме преку слушалка. Да, еве готово, завршена работа. Благодарам. Да. Зашто сте му како жители на Крива Паланка најблагодарни? Еве, што е она, што е хигиената ли, превозот, сообраќајот? За све да ви кажеме, наискрено, за сите работи, за инфраструктура, за чистота, за градежни оперативи, патишта, локални, како да ви кажеме... А еве, кога последен пат сте биле во Скопје, да прашаме, во поскоро време? Па, видите што, јас стално гледам телевизија, Скопје, сум бил почесто, меѓутоа Скопје не ми се многу свиѓа за живот, затоа што е пренатрупано со автомобили, со саобраќај, а еве сега со овој халус што ви... Благодарам за вклучувањето, секако сме отворени повторно да го завртите бројот. Време траењето ќе потсетаме 90 секунди, уште еднаш ќе напоменам, за да не губиме од секундите, нели во напомена да се намали тонот на телевизорот. Еве гледачот кој што сега ќе го вклучиме, веднаш нека го стори тоа. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е за тоа. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Ајде да слушнеме, еве, како скопјанец, што имате да кажете во однос на темата. Еве што има да кажеме. Прво за градоначалничкава. Кажува дека касата е полна, се наплатиле, а долговите што ги има градот спрема луѓето, еве конкретно, луѓе укасани од куќе, судска пресуда има, 2 години нема извршно да се наплати градот. Како да се земат тие пари? Ако должиме ние нешто, градот ќе ни стопе пари. А ние парите да ги земеме од градот никако. Во однос на сообраќајниот хаос, метеж, комуналната хигиена, со оглед на тоа секој ден врне имаме и огромна вегетација, мора да признаеме. Комуналната хигиена никако. Сообраќајот да ви кажам, никако. Сега со мостов како што е во употреба, гужва, од Бутел 1 до центар саат време се оди со кола. Тоа имаме да кажеме. Тоа би било се. Еве, во однос на општини, дали забележувате разлики? Еве, што би сакале прво да се направи? Се исклучи гледачот. Добро, драго ни еве што се вклучивте и го пренесовте вашиот став. Одиме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Тино, се слушаме ли? Та, одлично се слушаме. Од каде ни се јавувате? Се јавам од внатрешноста, Од кое место? од Гостивар. Како е во Гостивар, еве, во однос на комунална хигиена, сообраќаен, метеж? Па, право да ви кажам, Гостивар не е баш најсјајно, али кога одам во Скопје ми се гади просто градот као метропола.
Зошто да ви тоа така? кажам, како Дизниленд е. Пренатрупано, прљаво, во центарот може да се види мало дека има култура нешто, али малку подалеку од центарот тоа е ѓубре. Тоа е ѓубре право. Не знам како странците толку доаѓаат и им се допаѓаат. Скопје може да се види само старата скопска чоршија и некој матка, нешто друго, али Скопје као метропола е стварно ми се гади. А еве, кои се работите кои што се случуваат, се превземаат активности во Гостивар, може да се случат и во Скопје па да биде подобро? Па Гостивар, право ви кажам, тече Вардар во близина на изворот е, тече Вардар чистие, има пешачки патеки, има забава. А се одржуваат ли, еве, се одржуваат ли сите тие нешта? Па како не се одржуваат, Так. се одржуваат, али не е до тоа ниво, може уште подобро. Уште подобро. Благодарам. Ете, тоа е оно што го бараме денес во Црвена линија. Сега ако продолжите и вие да не гледате. Одиме понатаму, предно сега кој имате вие, драги мои, кои што сакаме активно да земете учество во ова издание на Црвена линија. Она за што зборуваме денес е кога слушате изјави од типот дека барем за главниот град Скопје никогаш градот не бил во подобра финансиска кондиција, се решаваат сите напластени спорови, дали ви е полесно додека кога ќе се најдете во сообраќајниот метеж, па си велите сепак е добро. Или може да имате сосема спротивно мислење. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам секако. Па ја да ви кажам, јас сум тука родена, ја не памтам какво Скопје. Значи, у центар сум живеела, до таму родена и дете. Меѓутоа, од кога дојде оваа градоначалничка, го накази градот. Ја не можам да сватам, стварно, што се случува? Па добро, жената може, не може, па има ли некои ингеренции, треба нешто да покаже, нека каже, нека докаже, не само врти, напаѓа, збори, ништо не прави. Тата мата е само да збори, а на ништо да даде одговор што и се поставуваат прашања и нешто конкретно. Па тако раскупано, тако јас се зачудив прошли пут овдека идевме на едно проаѓа, значи јас се зачудив. Па вие овдека кај Скупи улицава, како да кажам, на кај Момин потоп. Па овдека вие не можете пола сат да дојдете од луѓето што работат во индустријскана зона. У 5 искачат, у 6 дома доаѓаат. Тоа е нешто хаос невиден. Како може вакво нешто да се раскопа цело Скопје? Значи вие кога правите и пазите, ова не е ден-два, ова ја не знам колку месеци или година може ќе направи. Каде да се вие немате, во која општина каде да свртите нешто немате нераскопано? Значи ова е срамота невидена. Па ја, ако таа жена не е способна, не само со уцени и кавги да се работи, па дајте бре срамота, е ваков градот никој постебил, па доаѓаат луѓе, па доаѓаат странци, па не беше вака, значи имаше нешто. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Поздрав до сите, само демократски, човечки, како значи човек кој е за слободно јавно мислење, би сакал да прашам. Да не сум црна овца во емисија, пошто вака се ужива да ме прекинуваат, пошто вчера значи имаше реплик, првиот гледач, тој се јави, па реплицираше, никој не беше исклучен. Само јас бев исклучен, а тоа се случува многу пати. Па се прашувам дали има некој проблем, дека се поздравувам со добар ден Ајде вака Македонија. сега, вие мислите дека има проблем, но најверојатно сте кажале некој збор кој што бил погрден и што е најважно. Сега да го искористиме моментот. не кажа Слушате погрден, ме, ништо не слушате кажа. ме, се јавувате од Прилеп. Да. И драго ни е да слушаме еве каква е состојбата во Прилеп во однос на она за што говориме. Сообраќаен хаос, можности за превоз, Еве ми помина комунална пола време, хигиена. Значи, Прилеп како град, дори беше ВМРО на власт пред таму 5 години, не, колку години беа, пред 6 години, заличи на град со нови улици, булевари, 4 спортски сали, 2 катни гаражи, Трескавец, нови конаси и пат до Трескавец. А еве кога врнеше беа поплавени улиците. Сега, па да, јака вода ко паднели,
ако се истори... Значи атмосферската канализација не е била решена како што треба, Па не, таа е решена само што, нели, ако се истори река од небо и да е најквалитетна канализација, таа вода не може да се собери наеднаш, нели? Но зборов шо ми е дека многу е лошо, жалам за Скопје. Луѓе, до кога ќе видиме човек на човека волк? До кога бе, еј? Кој има чар од толку душманско однесување, партија со партија, човек со човек, локална власт со централна власт? До кога тоа човек на човека ќе биде волк? Кој добива од таа црна негативна пропаганда или таа омраза? Никој не добива. Секој е губитник и оштетен. Дај малку национално единство, слога. Ако некој прави добри дела, да го пофалиме, да го наградиме, да го поддржиме, а не некој, ако ни отворил фабрики, булевари, улици, зголемува плати, пензии, ќе го мразиме, ќе го ставиме на бесилка, а некој, ако не предава, ќе го предме херој. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Еве слушнавме што се кажа за Прилеп. Од гледачот се разбира, отворени се линиите за сите вас кои што еве можете да направите паралела и со главниот град. Можете да кажете дали е добро, не е добро таму каде што се јавувате, односно од каде што живеете. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Намален тонот на телевизорот. Ете така, еве верувам дека од самиот почеток напоменуваме, всушност постојано и во секој издание, но да зборуваме преку слушалка. Дали ме слуша гледачот? Јас се уште се слушам од телевизорот таму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сега добро е. Дали е добро сега? Сега е добро и сега сте во црвена линија. Од каде ни се јавувате? Фала многу. Видите, ова што имали чувство дека Советјаво кај нас е во хаос. Не е точно. Сега Советјањето е поредовен, како да ви кажам, подобар, затоа што Советјаната полиција води добро сметка. Знаете, во Скопје колку имаме касните Советјајни незгоди, било за брзо возење, било за она, и тоа полицијата добро го следува. Инаку во Битола, да кажам, во Битола исто е добро сообраќај. Она што е направено со кружните токови е многу добро. Скопје малку фали што имате многу вие семафори и мора да се чека. А со кружниот ток тоа се подобрува од 80%. Значи нема чекање, возилата се врват и затоа во Битола сообраќајот е многу подобро среден. Отиваме на сите главни раскрсници околу градот, се тоа е кружни токови. Тоа треба да направи и Скопје. И тоа ќе види оно благотето, кај граѓаните дека сообраќајот ќе види уште во поредно на нас. Имаме касни, ќе речеме, и овде во Битола, ама поредко не како што е во Скопје. Овие што се јавува претходно дека се било добро се оно својано, тој Прилепчанец, тој ја така јам слушано дека прода ракија по манастирите. Може да е вина, моја што кажувам, али така слушам што кажува понаходно. Затоа мислам дека сето ова со Мицковски мора да ги припади тие измени што се во преамбулот. Благодарам за јавувањето, еве ни пренесовте од што сте, од што можеби не сте задоволни во Битола, но драго ни е дека се вклучивте и еве ми дадовте и насока за понатамошните гледачи, значи да се држиме до темата. Темата всушност главно е поставена во однос на тоа што се случува со главниот град метрополата, но секако црвена линија не е само за скопјани, туку и за сите вас останати кои што не следите, што значи еве можете да пред седнанија пред очите како изгледа живеачката во останатите градови, колку сте задоволни од како изгледа сообраќајниот режим во другите места, меѓу другото зборуваме и за комуналната хигиена, одржувањето на зелените површини. Со оглед на тоа што еве сме постојано под влажен бран, дождовите веќе ни стана секојдневие, цел еден месеца, тоа секако допринесува вегетацијата и тревите и се нормално да растат исклучително брзо, а во градските урбаните средини значи и почесто одржување на истите.
Дали тоа го гледате и во главниот град и во останатите градови? Како ви изгледа сообраќајниот хаос или можеби немаме таков хаос како што сметаме? Сето тоа е она за кое што дискутираме со вас и сега кога ќе зборуваме и за комуналната хигиена. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во Црвена Љубав линија. ден. Најубав ден сега кој вам. Јас се јавувам од Скопје, Драго ми е. нарочито од Ѓорче Петров, населба Хром. Добро. Најубавата населба што постои во годините. Убава ви е многу темава, прв пат се јавувам на Црвена линија, а ве гледам, често пати ве гледам и го читам. Имате ли чувство додека сте заглавени во соопраќај хаос дека ќе стигнете на време? Никогаш не сме стигнале на време. Во Хром иде четворка. Четворка ја чекаме по пола сат, а треба на 40 минути. Плюс тоа сакам да нагласам дека нема врска дали ВМРО или СДС, тоа не сакам да мешам, тие се нивни работи. Во Хром, кај нас, улица Рафаело Батино, ние имаме зеленило без крај. Без крај. Значи, Вардар тече покрај мене. Можда 10 пати сме јавени во општина Ѓорче Петров и општина град Скопје. Треба имаме до половина. А толку е убаво, толку е прекрасно. Не знам како Какви одговори ви даваат? Еве ќе се јавите со оглед на тоа какви Не е одговори? наша надлежност. Не е наша надлежност. Некако ми каснете, не е наша надлежност. Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам, прво ќе ви се заблагодарам и се разбира со оглед на тоа што еве прв пат се вклучувате во Црвена линија. Верувам нема да биде ниту последен, но со оглед на тоа што правилото е да биде 90 секунди за секое јавување, еве ќе ве потсетам доколку се чувствувате недоискажани, отворени сме повторно да го завртите бројот и повторно да бидете вклучени во ова издание. Ете, слушавме, најчесто, најверојатно се добиваат одговори, не сме надлежни. Добар ден за следниот гледач. Ајде, добар ден, Македонија, уште еднаш. За Прилеп ме прашавте, сакам да кажам, големи аргументи за Прилеп. Могилата во Прилеп, беше порано депонија, не баре господа чува, за нашите македонски партизани херои. Кога дојде Маријан Ристевски и ВМРО во Прилеп, е направи рајска градина, така да речем. Градот беше, цела периферија беше во кал до коленици 80 години наназад. Значи, ние, како деца прилепски, садевме жолто злато, скапо платено милиарди што вреди долари за СФР и за Македонија. Од тоа не видовме ништо. Во лето прашина, во зимо кал до коленици. Фала Богу, дојде ВМРО на власт, цела периферија, цел град го асфалтира, стотици нови улици асфалтирани, 4 спортски зали, 4 нови цркви, реновирани училишта, заличи Прилеп на град. И за жал новата општина што ВМРО направи, овие направија како шлакутница со шарени бои. Тоа е. За друго да кажам, пред малку гледачов мене ме спомна, вие сигурно не приметивте, имам право да се обрнам, пошто кажа дека јас наводно сум продавал ракија пред манастирите. Нека покажи една снимка или фотографија дека јас сум продавал ракија пред манастирите. А веројатно тој е од тие во Битола што ги ограбија штедачи од тат и што изумреа 600 души од тој СДС криминал. Сигурно тој е привилегиран штедач и човек јадец како Заев неговиот. Поздрав. Поздрав и благодарам. Еве сега во овој случај малку ве оставивме и јас ќе кажам дека можеби најдобро ќе биде минутите во Црвена линија, односно време траењето на секој издание на Црвена линија да го користиме не за да се критикувате едни со други, тоа најмалку ни е целта, а многу поважно е да слушнеме каква критика имате за оние кои што нели треба да го подобрат нашето живење. Меѓу другото зборуваме за живењето во метрополата со оглед на тоа што пред се скопјани се соочуваат со секојдневен сообраќајен хаос. Имаме два нефункционални мостови, многу дождливи денови, кои што еве како што слушнавме, вегетацијата е буквално наликува во одредени места како Амазонија и комуналната хигиена.
Па, еве, оние останатите кои што се јавувате од другите градови, можете да ни предочите како е кај вас и се разбира да направите некаква паралела и може би и самите еве да ни кажете како го доживувате главниот град кога ќе пристигнете во Скопје. И што е она што треба прво да се смени? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Еден гледач во црвена линија од Краповско. Од Скопје се извинувам? Од Краповско. Па вака. Сообраќајот во Крatoво, да ве известам дека немаме автобуска станица, нема каде нити да се примат, нити да се качат патници. Превозот кај нас во Краповска општина немаме видено нити комбе, нити автобус со години како дојде ВМРО на власт. Така да не е хаос, него тоа е нешто со маларија се почне да се движеме. Патиштата никој не ги одржава локалните патишта, само ги одржава радар полицијата. Само тоа работа. Ако нешто си оштетен или било што, тогаш слика со телефон и нема тука завршница. Само радар и све што е некои групи насилни и ги знаеме кои се, тоа за тоа адвокатот нека ги подигне документите и ние опоменивме. Како кога не е сторител, како го опоменеме? Значи, ако треба некој да се прекрие, може да го прекрие МВР, а другото воопшто не функционира. Така да, за Скопје, два збора. Градскиот превоз, видиме што се случи. Ако дојде некој од Крато, треба да плати за едно возење. Пример, од центар до Волково, до Љорче, до Било. Ке подсетам уште еднаш 90 секунди е време трењето, но нека не ве загрижува тоа, додека трае ово издание на Црвена линија, секако повторно можете да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди, но и ке потенцирам, внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме на екраните за да можете да го мерите своето време. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, на линија сте и вие сте ни од Охрид. Така е. Така. Јас живеем во Охрид, меѓутоа живее во Скопје негде околу 60 години, од здравствени причини сум во Охрид. Сега вака. Прво, Скопје е проектирано некогаш пред земјотресот да нема повеќе од негде околу 300 до 350 000 жители. И со таа програмираност, значи Скопје ги задоволувало сите услови да може да го прими тој сообраќај. Меѓутоа, нажалост, ние сите отидовме во Скопје. Скопје има сега негде околу 700.000, можда и повеќе, така да стварно значи не може да го прими тој сообраќај и сакале неќеле мора да има гужва, мора да има тесни грла и сега ние единствено што можеме малку да подпомогнеме, значи работното време да се направи, значи степенасто, некој да почне од 8, некој од 9, значи некој од 7 и на тој начин можда малку ќе го ублажиме тој шпиц на густ сообраќај и со тоа значи на некој начин ќе помогнеме. Од друга страна, во овие мостовите, посебно овие два моста, едниот ради пожарот, другиот ради некакви симотни правни односи не е пуштен во употреба, а секако секој еден мост носи своја тежина и свој благодек. Тој мост е направен да се растеретува сообраќајот, да се може граѓаните на повеќе места да може. Благодарам за јавувањето во Црвена линија и со оглед на тоа еве што вие сте ни гледач од Охрид. Во овој момент ќе ви прочитам еден твит, Густав Охридски го има напишано. Вели, ја гледам на Телма оваа Данила, градоначалничката на Скопје и си мислам, па ние во Охрид треба да сме среќни што ни е Пецакон градоначалник, иако е ВМРО. Па ова културна и така натаму, самобендисана, медиокритетска е на господ Белјата. Жал ми падна за скопјани, иако се скопјани. А како е во останатите градови и како им е на скопјани, сега го сакаме да слушнеме во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ти благодарам. Вака Тина, јас често пати шетам низ цела Македонија, верувајте, и сакам една аналитика правам на сите градоначалници
затоа што имаме сега избори и ќе ни треба материјали. Верувајте дека ќе ви кажам вистината. Од сите овие 45 градоначалници избрани од страна на опозицијата, Данела е светиња. Хаос има во Скопје, не велам дека нема. За разлика од другите општини, кога ќе ги споредиш, па знаете ли дека Скопје нема 550.000 жители, има 750 и 800 само домашни, а плюс секој утро кои влегуваат во Скопје. Од Ѓорче до Скопје 8 километри, колку ќе ми треба време? Ќе ми треба време, нормално оптоварене таа страна. Ова е се политички хаос, не е заобраќај хаос. Средства дали има, нема, таја се знае што наследи и што ќе прави со толку пари. Што се однесува за Данела, најубавата дама што доживеаме да не биде градоначалничка, јас ја поддржувам и не сакам политички да зборувам ништо против неа. Нека си работи, а делото на видео ќе излезе. Хаос во секој град има, и во Дебар, и во Македонски Брод. Ако се едносмерни, една улица, па имаме хаос. А камоли во еден град, метропола, кај се имат 1 милион. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Ете, слушате што велат гледачите досега, па да видиме што ќе ни откријат следните. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. Па јас обично велам добар ден господи или господице, пошто многу пат сум рекол, не знам како да ви именувам, ама ќе мора со двете имењата да погодам, инаку не бива. Вака сега за хаосот да почнеме. Хаосот е присутен во целата Македонија наша, меѓутоа Скопје е посебно полно со хаос. Дали сообраќаен, дали политички, дали медицински, дали образовен, дали собраниски, дали владин, се е во хаос во Скопје. Ја вчера бев, не сум во Скопје, 120 км сум оддалечен од Скопје, меѓутоа вчера бев... Еве како ви остави печаток еден ден во градот? Хаос, господјо, хаос ми остави. Хаос и во клиниката, клиничкиот центар, мајка ли е, татко ли е, Терес или Тереза, е преполн со немакедонци. Преполн! Од чистачи, до сестри, до браќа, до... Само ужи докторите што не се сите немакедонци. Инаку, од 80% од пациенти се немакедонци, 95% од персоналот се немакедонци, таму веќе нема македонски зборови. Ама тоа не ли е темата? Не можеме да ги осудуваме луѓето што работат дали се македонци и не македонци. Не може таму да служите македонски збор. Ретко е да служите македонски збор. А каква е темата, тоа е... Благодарам многу за јавувањето и секако и веќе подсетам, значи ние ги коментираме во Црвена линија националностите и се разбира кој од каде за да работи, но она за што зборуваме во моментот се разбира е буквално секојдневната живеачка како во метрополата, така и во останатите градови. Она со што се соочуваат скопјани е сообраќаен хаос, особено од кога не се функција мостовите. Мора да признаеме дека можеби и комуналната хигиена, особено во централниот дел, не знам како е во другите општини, можете вие да ни откриете, затоа оваа Црвена линија се разбира во незавидна позиција, а и што се однесува и до одржувањето на зелените површини, бидејќи имаме, и веќе подсетам, навистина долго време дожливи денови, а со тоа се бувнува, ќе кажам слободно, вегетацијата. Па, еваш, дали вие така се чувствувате кога живеете во главниот град и како се чувствувате во градовите во кои што живеете? Добар ден. Ајде, добар ден. Добар ден. Од Ѓорче еден човек. Добро. Вака се, секој ден, јас не сум шофер, се возам од Ѓорче до Кадино. Така? И назад. Значи, стварно е хаос во сообраќајот. А хаосот е од 85-тите години во Скопје, пошто еден куп во Скопје се доселеа со пријатели, лична карта дајму, работи се и никој не се враќаше по градовите по селата. Затоа дојде овој хаос во Скопје. А вчера што ја гледавме Данела, таа е во право. Нека не ја овинува и малце беше строг политички настроен Боби во Вителот. Значи да си работи таа сама, ќе има успех во Скопје.
пошто од сите страни кочат, те опозиција, те позиција, нека си остане, нека си работи, а хаосот уште нема се 10 години нема да се опре во Скопје во сообраќајот. А во однос на одржувањето на комуналната хигиена, зелените површини? Добро, хигиената е да гледаме Ѓорче, значи се трудат и континери, и улици. Има една прелазна, што се ика 4 оценка. А другото хаос е тешко на шоферите, што се. Тешко на шоферите. А иначе, да се работи Даниела како што има замислено добронамерно, нека остаат и советници, и моветници, има успех во Скопје. И сообраќајот, и патишта ќе се напрати све. А хаосот е и ќе биде најмалку 60 години. Благодарам многу и вам за јавувањето. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте. Видете, јас се јавувам поново од Битола. И сакам да кажам за хаосот со сообраќајот. Секој еден граѓанин, шофер, го молам да дојде во Битола, да види како е регулисан сообраќајот. Кога е најголем метеж на сообраќајот, кога се враќа работниците од РЕК, имаме колона од Нова општина до Битола. А низ Битола, по кружните токови, општо нема хаос. Одмah си луѓето си се движат дома, се одаа, иначе поќе ќе се задржи на пато, него во битолскиот сообраќај. Затоа ги молам секој еден Скопјани да во Битола. Ги молам секој еден шофер, граѓанин да дојде во Битола, да види како е тоа регулисано со тие кружни токови. Од кружниот токов 80% го подобрува сообраќајниот во хаос. Скопје, си имам видено Скопје. Таму не може да стигнеш од Жан Митрев до станица, тешко тебе. Значи не може да стигнеш. И нема тоа да го речите, ники пат дури не направите кружни токови. Едино тоа е најголем избор и најдобар начин за да може да се намали тој терет за сообраќај, односно за граѓаните. Кој не верува слободно на дојде кај Битола, имаме 8 кружни токови. И во најмал кружен ток во градот за да пуштаа граѓаните одма, возачите, јас сум водач, возам и таму и таму. Затоа ги молам секој еден нема да се дигува. Што кажа прилепчањето за Прилеп. Во Прилеп не може на главната улица да поминиш, да излезеш од градот. Благодарам многу за вклучувањето. Стигна времето за реклами. Ете повторно со црвена линија во оној дел кај што секако ќе покажеме како изгледаат резултатите. И еве можете да видите дали зелените тротинети ќе го решат проблемот со сообраќајниот хаос. Со да одговорија 10%, а со не 90%. Како и да е, продолжете да не следите и се разбира на Телма телевизија, но меѓу другото ќе посетам за следете незадолжително и на Facebook и на Twitter, како и профилот на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk, а што се однесува до Instagram, кликнете веднаш да следете и таму. Веќе од понеделник се разбира, приклучете се на оние кои што ги даваат своите одговори на нашите анкетни прашања. Сега е време да ве подсетам дека имаме една друга димензија, се вика Заврти на Телма. Таму кога давате одговори, можат само да ви се случат убави нешта. А убавите нешта ги викаме убави, вредни и големи награди. А за да ги освоите и ви помагаме токму за тоа во секој издание на самиот крај на црвена линија. Сега ве молам за внимание, сите вие и кои што се вклучивте во црвена линија, еве забележете ова, па пробајте си ја среќата во Заврти на Телма. Прашање: во кој филм на Майк Чимино играат Кристофер Вокен и Роберт Де Ниро? Кој бенд ја исполнува песната Ангели ме носат? Во Заврти на Телма имаме и прашање: кој го изврши атентатот врз председателот Кенеди? Ево и уште едно прашање: како се презиваат актерите, браќата Вилијам, Даниел и Стивен? Како и да е, забележете, гуглајте и за многу кусо време очекувајте да ме видите токму пред тркалото каде што повторно ќе се слушнеме, ама овој пат ќе ви биде многу убаво и ќе освоите вредни награди. Се гледаме.